Пред Бога мораш да живееш во вистина и понизност. Господ. Сине мој, оди во вистина пред моето лице и барај ме секогаш во едноставноста на своето срце. Оној што пред мене оди во вистината, ќе биде заштитен од сите злобни напади и вистината ќе го ослободи од измамите и клеветите на лошите луѓе. Ако те ослободи вистината, ќе бидеш навистина слободен и малку ќе се грижиш за суетните човечки разговори. Слугата. Господи, вистина е тоа што го зборуваш и те молам нека биде така со мене. Твојата вистина нека ме учи, нека ме брани, нека ме сочува до крајот на патот на спасението. Нека ме ослободи од секоја лоша желба, од секоја грешна љубов. И тогаш ќе одам пред Тебе во голема слобода на срцето. Господ. Јас ќе те поучам, вели вистината, за она што е правилно и угодно пред мене. Сеќавај се на своите гревови со голема болка и жалост. И никогаш не мисли дека нешто вредиш поради доброто што си го направил. Бидејќи на вистина си грешен, подложен на многу страсти и заплеткан во нивните врски. Сам по себе секогаш брзаш во пропаста. Ситница те поколебува, ситница те збунува и ти ја одзема храброста. Немаш ништо со што би можел да се пофалиш. А колку причини имаш за да се презираш себе си, зашто си многу послаб отколку што можеш да си замислиш. Значи, ништо од она што ќе го направиш, нека не ти изгледа големо. Во твоите очи нека биде големо, драгоцено, прекрасно, возвишено, вредно за почит, пофалба и труд, само она што е вечна. Над се, мила нека ти биде вечната вистина, а секогаш немила твојата најголема подлост. Не плаши се од ништо, ништо не критикувај, ништо не избегнувај, како своите мани и гревови кои треба да те болат повеќе од било каква световна загуба. Некои не одат пред мене со искрено срце, туку ги водат љубопитството и суетата. Сакаат да ги откријат моите тајни и да продрат во небеските длабочини, занемарувајќи се себе си и своето спасение. Таквите често паѓаат во големи искушенија и гревови поради својата гордост и љубопитност, зашто јас ги напуштам. Плаши се од Божиот суд, од гневот на Семокниот. Не испитувај ги делата на Севишниот, туку размислувај за својата лошотија, за злото кое толку пати си го направил, за доброто што си го пропуштил. Многумина ја ставаат својата побожност во книги, други во слики, трети во знаци и во надворешни пригоди. Некои често ме имаат во устата, но малку во срцето. Но ги има и такви кои со просветен ум и со чисто срце не престануваат да тежнеат кон вечните добра, на кои земните разговори им се одвратни,
и кои без задоволство им се подчинуваат на природните потреби. Тие слушаат што говори духот на вистината во нив, бидејќи ги поучува да ги презираат земните, а да ги љубат небеските работи, да не се грижат за светот и да копнеат по небото цел ден и ноќ.